Драги гледачи, мојата денешна соговорничка Валентина е хипнотерапевт, а со неја ќе позборуваме на една интересна и комплексна тема, колку нашите чувства и емоции можат да допринесат кон нашето здравје, да се развие некоја одредена болест токму поради тие негативни чувства и емоции кои што ги имаме. Интересна тема, не знам колку ќе успееме да опфатиме целата, најде да им објасниме на гледачите зошто треба барем малку позитивно да размислуваат кога е нека болест во прашање. Добро утро. Добро утро, добро дојдовте. Се надевам дека и денес, како и секогаш, ќе помогнам со моите спознанија и тоа што го знаеме од алтернативните методи. Што се случува со луѓето кои се болни? И што болеста сака да ни каже? Дали може да се развие болест од некакви мисли, чувства, емоции? Да, точно. Сите болести, сите состојби, страдања што се на телото се најдиректно поврзани со вашиот, односно со емотивниот дом и како се чувствува неговата душа, значи на самиот клиент, на самиот човек. По кратки црти, како вие подолго време се чувствувате, што вие мислите, кој е системот на уверувања, значи разговараме за период од година, две, некогаш ако настане и шок, одреден емотивен шок, значи може да предизвика за побрзо време да се развие болест. Душата на секој човек, на секој од нас, разговара и праќа пораки исклучиво преку телото, односно преку симптомот. Најчесто луѓето велат, еве сега не ми е добро, и тоа се опомени. Душата праќа пораки преку опомени. Ми се слоши, ми се сврти, не ми е добро, осеќам пад на енергија. Тоа е првото нешто што го чувствува секој од нас и треба тој момент да застане и да влезе во себе и да праша што е тоа ја што го правам погрешно и е против мене. Секако не би било така едноставно се да не е тука умот. Умот вели сега не можам со себе да се занимавам, ова ќе го прескочам, нешто можеби ќе се изнервирам околу себе зашто немам доволно енергија, ќе продолжам понатака со оние автоматизирани процеси, обврски што сите ние ги имаме во секојдневието. Значи, враќање на автопилотот е најлесното нешто што може. Или да потиснете не со мене ништо не ми е. Мене ништо не ми е доаѓа од една содржина на колективно ниво, јас не сум важна. Се е друго поважно, јас сум последна. Децата се поважни, супругот, супругата, работата, јас ако не работам не може да преживееме и така натаму. Овој систем си продолжува. Доаѓа нов ден, пак вие во истото наоѓа, меѓутоа душата продолжува да ве поменува со посилни и посилни пораки. Вие на крајот, после одреден период, зависно е кај секого е различно, доаѓате во ситуација да имате болест. И вие мислите дека вие сте одвоени од вашето тело. Дека така некако тамо дошло нешто и се појавило, нели? Да не зборуваме сега и тешки болести, зборуваме рак, леукемија, сето тоа доаѓа од некаде. Кога вие ќе добиете од лекарот, тоа е посебен момент, кога одите вие на лекар и кога вас ќе ви се воспостави диагноза, тоа ние го викаме еден момент на пресуда. Вие толку се фаќате за таа диагноза и толку цврсто верувате во тоа, значи јас сега зборувам ситуација, нели, потешки ситуации, па и полесни, Вие во моментот не се стабилизирате да се смирите, нормално сте вон себе, зошто е оваа ситуација, а не сваќате дека се што се појавува во вашата реалност потекнува од вас. На нас најлесно ни е, он е крив, тој е крив, тоа е не знам што. Многу ретко, многу мал дел од нас, моите клиенти не ги ставам во тоа, често ми се обраќаат, бараат решенија, пошто сватиле дека во конвенционалниот начин на лекување не се пронашле. Напротив, дури имаат и многу влошување
и не викам јас здравствениот систем дека не помага, зборувам за оние клиенти кои што бараат некакви алтернативни решенија и најчесто болеста им помогнала да направат комплетна истрага на себе си, да дојдат до нови спознанија и да освестат нови вредности и сето она што мислеле дека не е важно, оние бесценети работи, нашите блиски, се она што имаме, што до тој момент на болест било неважно, наеднаш болеста станала еден голем учител. И како они дошле и станале посвесни и едноставно подобри луѓе. Тоа најчесто го слушам од моите клиенти, од искуство, па и од моје искуство, јас сум била често пати болна и често пати, неколку пати сум креирала нова верзија од себе и јас фактички ги носам луѓето на пат на кој што јас сум го поминала реално. Како да им ја осветлам темнината, меѓутоа патот мораат да го изодат самите они. Нека биде ова една порака, поука до нашите гледачи, дека иако немаат работа или ако сметаат дека не се добри мајки, ако не постојат недобри мајки, барем според мене или родители, небитно, дека тоа се менува, ќе се најде и работа, дека не е дека нема да можеме да преживееме и да се осврнат кон малку позитивните мисли. Благодарам, се надевам бевме од корист на гледачите. Се надевам јас, сепак оваа тема како јас да сум креатор на мојот живот е малку покомплексна и ја оставаме за некоја следна прилика.